И денеска продолжи конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Пратениците по 16 пати ја продолжија дебатата по третата точка на дневниот ред, избор на комисијата за избори и именувања. Но и денеска дебатата продолжи со меѓусебни обвинувања помеѓу народните избраници. За разлика од вчера кога пратениците на СДСМ цел ден молчеа, денеска се јави пратеникот Љупчо Николовски, кој обвини дека секојдневно се крши деловникот за работа, а со блокадата на Собранието се стопира исплатата на субвенциите на земјоделците. Го кршите секојдневно деловникот, член 89, член 90, став 1, затоа што ниту се зборува за тоа што е тема на дневниот ред, ниту се зборува за точката на дневниот ред. Постојат сериозни индици и кривични пријави кои што говорат дека токму во периодот кога ја правите оваа блокада и ги стопирате 100 милиони евра за земјоделците за субвенции, а токму во овој период на блокада од релевантни извори веќе се знае дека следниот месец е загрозена исплатата на плати, на пензии и на социјална помош, токму како резултат на оваа блокада дозволувате пратеници аболицирани за криминал да овде да говорат и да го обструираат ова собрание. На обвинувањата реплицираше Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН, подсетувајќи на реакцијата на СДСМ по донесувањето на одлуките за поддршка на земјоделците. Очигледно, тој кој што беше задолжен да поднесува дневно кривични пријави против министрите за земјоделие, сега се најде фрустриран и тука ни држи предавања за политиките на СДСМ. Јас само ќе ве подсетам. 2006 година ВМРО-ДПМН првите одлуки како коалиција што ги донесе како влада беа поддршка за земјоделците, зголемување за субвенциите, намалување на даноците. Реакцијата од СДСМ беше дека ВМРО-ДПМН треба да се срами затоа што е селанско-земјоделска влада. Толку од почита на СДСМ за земјоделците и за субвенциите кои што се загрижени. Затоа што во Куклиш и на други места кога земјоделците ќе побараа субвенции, СДСМ праќаше полиција и им делеше пендреци. Председавачот Трајко Велјановски уште еднаш ги повика пратениците да се воздржат од непотребни процедурални забелешки и да продолжат да работат по точката на дневен ред, а се со цел да ја завршат конститутивната седница. И ве молам, колеги пратеници, вчера исто така започнеме, но после добро продолжиме без процедурални забелешки и стигнаме до 20 дискутанти да завршат по точката што е на дневниот ред. Ако мислите дека вие со процедурално ќе решите работата и ќе обвинувате неосновано, само да кажете некој члена без да има некој основи, молам да видиме коректно. Јас би ве замолил, сите колеги пратеници, би ве замолил да продолжиме да се работиме по точката од дневниот ред за да можеме да ја завршиме оваа седница. Ве молам, колеги пратеници, ве замолам. Превод еве службите ќе им кажам да извршат превод, да видат што е проблемот. Затоа ве замолам, колеги пратеници, вака непотребни процедурални забелешки само отежнуваме работата на она што ни е основна задача за завршувањето на ова конститутивна седница. Ако мислите дека со процедурални забелешки ќе се заврши побрзо, повелете продолжете. Но ја не мислам дека е така. Конститутивната собраниска седница почна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на законодавниот дом, а според досегашниот тек на расправата не се гледа ниту крајот на седницата, ниту решение на институционалната криза во земјата.